Семејството Транталовски од Ресен е едно од ретките кои што произведуваат чисто органски производи во Преспа и кои што целото свое производство од јаболка, околу 150 тони годишно, како и лешници, го преработуваат во финален производ, наместо да го продаваат како сурови производи. Така што од 2021 година тие го произведуваат нивниот сега надалеку познат бренд на сок од 100% јаболка Преспино. Произведуваат и разни джемови, сладка, а од лешниците прават масло и путер. За време на ковид кризата биле пред целосно откажување од земјоделието, но тогаш се случил пресврт. Тоа беше пресудно кога јаболкото беше на најниска цена, негде дури и на 0 цена, на 0 денари, али 0,5 беше откупно. Ние тоаш околу 300 тона јаболка ги сфрливме и не ги ни предадовме. Од таа година навака јас решивме ние нашите производи да ги преработуваме во финален производ. Имавме земено некои мали машини, али во соработка со Националната федерација на фармери ни помогнаа преку програмата на V-Effect и на шведската амбасада да дојдеме до овие машини што ги имаме сега за преработка на овошје. Значи, нашиот бренд Преспино е веќе препознат во целата држава. Сокот го знаат сите. А со јаткастите плодови исто така започнавме пред околу 4 години со мала преработка и тоа уште не беше законот донесен за оператори за храна и не можевме да го пласираме нашиот производ. Па кога се донесе тој закон се регистриравме како мали оператори за храна, значи и за јаткасти плодови и за јаболчесто овошје. Сега, од малата работилница во Ресен, подготвуваат поголем погон кај селото Евла. Се надеваат на поголемо производство, а за да бидат поконкурентни на пазарот и да добијат поевтини производи, инсталирале и мини фотоволтаична централа на покривот од објектот за производство на електрична енергија. Моментално сме во нашата нова работилница, каде што уште се спрема, значи не сме уште готови, али за кратко време ние ќе бидеме готови и тука ќе се прават нашите производи. Тука ќе се преработуваат јаболката, а во близина на 20-30 метра до овој објект имаме и друг објект, сега што го седовме, тука ќе се прават и јаткастите плодови. И ќе одиме на друг вид на овошје, како праска, слива и нектарина, за да ни се потребни тие овошја за нашиве, за преработка. Која е разликата помеѓу органско и конвенционално? Разликата помеѓу органско и конвенционално е органското е здраво, конвенционалното е хемиски третирано, значи има остатоци од пестициди. Органското воопшто не се третира? Органското се третира со органски препарати. Дозволени на листа на органски препарати кои се на листата кај нас, дозволени во државата. Мислам би во цел свет се истите тие органски препарати, али сега се достапни. Порано, например, ние неавме достапност на толку препарати органски. Сега имаме. Моментално произведуваат 16 видови на производи: сокови, путер од лешници, путер од други јаткасти плодови, природен јаболков оцет, овошни ликери, джем од органска малина. Сакаме ова година да почнеме, пошто имаме нови машини, сакаме да почнеме и со нови джемови, како од слива, праска, зато сега садиме нови производи. И овој веќе ни е разработен бизнис наш, што го градиме веќе 4 години, се надеваме дека ќе продолжиме и понатаму со нови производи, со нови палети. Муштерите што ги имаме ни се многу задоволни, не барат, што значи дека сме направиле некој успешен производ. Нашите синови се во Скопје и синот ни носи секаде дистрибуираат од нашите производи. Најголема награда за нас е кога ќе му се јават во 10 сатот навечер на нашиот син и ќе му речат: Александар, те молам, донеси ни сок, нашето дете не може да заспие без сок од ваш. И тоа ни е најголемо достигнување, најголема награда, по тоа што се препознаваме. Транталовски велат дека органските производи се секогаш поплатени, поценети и побарани на пазарите не само кај нас, туку и во светот. Самото поднебје во нашата држава е одлично за преработка на храна и дека секаква храна може да успее кај нас. Јас мислам дека ако малку повеќе имаат визија, значи нашите македонски земјоделци и младите, нема да бараат излез
и побрза печалба надвор од Македонија, туку со тоа што го имаат овдека, ќе гледаат да го искористат и да направат некој краен производ што стварно кај нас во Македонија сме познати по самиот вкус, по самиот мирис на храната и дека иднината во Македонија, кај младите посебно е да направат еден финален производ со кој ќе се препознаваат. Оваа успешна приказна е доказ дека чистото, еколошко и органско производство, како и производството на финални производи, се иднината на земјоделието, не само во Преспа, туку и во цела Македонија.